Интервју со Лазар Темелков. Добар ден во неделното интервју на Радио Слободна Македонија. Пред неколку дена студентите рекоа не за екстерно тестирање. Одржаа протест во Скопје пред да има каков било пишан предлог од Министерството за образование за оваа најавена новина. Според оценките на целата јавност, чии симпатии секаде и секогаш се на страната на студентите, добро е што тие одржаа протест, затоа што сега има простор и време за разговори, нови предлози, промени на концептот. Премиерот Груевски во четвртокот, а владата во петокот излегува со јасен став дека не станува збор за екстерно тестирање, зашто, како што велат, неточно биле изманипулирани студентите и јавноста од некои структури. Од владата објаснуваа дека концептот е државен испит, исклучиво значаен за студентите и не ги засегнува професорите, затоа што, за разлика од екстерното, во овој случај не станува збор за проверка на добиените оценки. Добар ден за мојот денешен гостин, некогашен студентски лидер, денеска професор, доктор по политички науки Филип Петровски. Хипотетично, ако можеме се вратиме во вам добро познатата 97 година. Дали би биле дел од протести овој пат против воведување на, како што го нарекуваат, екстерно тестирање во високото образование? Добар ден и благодарам за поканата. Студентски протести како начин на изразување на незадоволство секогаш се добредојдени во едно општество се провери колку е тоа здраво по сите демократски линии. Меѓутоа, 97 и 2014 стануваат по мене се со сосема различна основа, така што мислам дека е малку неблагодарно да се споредуваат по темата за која што се дискутираше. 97 година, ние како студентско движење укажавме на тоа дека разнебитувањето на македонскиот јазик, во тоа време унитарен и единствен јазик во образовниот систем, високообразовниот систем, ќе доведе до далеку сежни последици политички по иднината и унитарноста на државата. Тоа во 2001 година ескалираше и доведе до многу сериозни драматични последици за некој војна, за некој непрогласена војна, меѓутоа со последици за македонското општество во целина. Што значи дека имавме исклучително политичко барање кое што на некој начин беше укажување на целото општество за сериозен проблем. Сега имаме барање на студентите кое што не е до крај јасно. Вие самите укажавте дека не постои конечен текст и јасен предлог од Министерството за образование за што станува збор. Туку имавме одредени наречеме конструкции или да кажеме одредени размислувања кои што се преслободни за да можеме да кажеме дека се јасно дефинирани како проблем за студентите. Бидејќи нема предлог од страна на Министерството за образование, не е јасно и зашто се протестира. Но иако се протестира, добро е да слушнеме кој е ставот на студентите и по едно такво прашање. Проблемот е што некој може да ги киднапира протестите и да проба да изрази одредени други незадоволства, односно да студентите ги злоупотреби. Така што мислам дека треба се биде внимателен во таа насока. Игнеме и до киднапирањето. Што мислите, зошто дојде до протест? Направи ли Министерството за образование погрешен или избрзан чекор? Ако се сеќавам, се почна со една тврда пресконференција на министерот за образование Адеми, кој рече дека знаењето на студентите ќе се проверува во втора и четврта година и оти секој што нема да помине на испитот ќе го загуби правото на студирање. Од тука сосема природна и очекувана е реакцијата на студентите кога некој ќе ги соочи со ситуација дека после 2 или 4 години студирање целиот труд може да оди во неповрат. Дали или каде ми е прашањето образование ја направи грешка? Можно е да е несреќно срочена изјавата или да е недоволно јасно предложен концептот. Велам концепт затоа што се уште нема ништо конкретно, барем во тоа време или во време пред да почнат протестите. Но се разбира, ако не е добро и јасно срочена изјавата, ако се направи игра на зборови, може да се игра со чувствата на студентите, да се направи една состојба на страв дека тие ќе загубат нешто што се мисли дека претходно го стекнале и после тоа да тргне како една лавина
снежна лавина која што само се зголемува. Така што мислам дека е добро што во меѓувреме се од страна на премиерот се појаснија работите, се расчистија дилемите и стана јасно дека ниту пак е усвоен конечен предлог, ниту пак ќе се доведат во прашање стекнатите знаења, односно освоените испити на студентите, туку дека на еден начин владата сака да направи реформа за да се зголеми квалитетот во образованието. И токму затоа и мојот став кој што го објавив неделава, во смисол дека секој студент кој што учи, кој што апсолвира знаења, нема да има никаков проблем ако тоа знаење се провери. На било кој начин. Ако јас сметам дека одреден предмет сум го положил и сум супериорен во знаењето на тој предмет, мене може да ме проверува 10 пати, јас пак ќе го знам. Проблемот е дали квалитетно се води наставата, дали квалитетно се оценуваат студентите, дали се квалитетни професорите и дали тоа на некој начин ја одразува оценката. Така што било што во овој процес што ќе доведе до подобрување на процесот на усвојување на знаење треба да биде пречекано од страна на студентите со одобрување, според мене. Зборуваме за студентите. Дали потврли студентската организација на Универзитетот Кирил и Методи како водечка високообразовна институција, па се јави потреба да се организира студентски пленум кој наместо студентската организација на универзитетот да ги артикулира барањата на студентите? Видете, искрено кажано, никош не би биле јасни студентските организации и назад во 90-тите години секогаш имало некои нејасноти на релација маса на студенти со студентски лидери во организации. Веројатно, нели, секој гледа на различен начин, оној што е неорганизиран и во поголема маса има поанархичен пристап кон работите, оние што се ставени во некаков системно организирање на студентска организација гледаат да најдат поформален пристап, така што секој по се стварале нервози, веројатно од 90-те години до денеска е исто во таа насока. И навистина не знам како стојат денеска студентските движења. Но мислам дека во целиот процес и најмалку треба да бидат засегнати студентите на државниот универзитет, бидејќи добро знаеме по рангирањето дека државните универзитети даваат најквалитетно знаење. Повеќе пати се зборуваше дека постојат одредени приватни установи, не се наведени кои меѓутоа нели можеме да предпоставиме, кои што на некој начин даваат можеби недоволно знаење на студентите и недоволно е силна таа диплома која ќе завршат со студии. Или може да е спорна, ако сакат. Тоа значи дека воедначувањето на проверката или некаков државен испит ќе ги доведе во подобра ситуација или ќе ги принуди инфраструктурите во сите факултети да даваат повеќе знаење на студентите и да се борат за подобар рейтинг. Воспротивно, ќе останат, односно ќе бидат изведени на видело дека не ги спремаат студентите за постстудентските предизвици доволно. Вие чуму ви е една диплома ако немате никакво знаење во тие 4 години додека студирате. Вие, нели, тоа се збореше, можеби ќе купите на некој начин ако имате по финансиски моќни родители, диплома и ќе кажете дека вие сте сега, не знам, дипломиран ова или она. Но нема да имате никакви реални знаења. На овој начин, ако државата го уреди тоа, ако го стегне на некој начин, верувам дека ќе се зголеми квантумот на знаења на сите факултети на студентите, но најмалку ќе ги засегне државните, затоа што државните се најдобри во тој ранкинг, односно рангирање, и мислам дека таму веројатно и нема да се осети никаква разлика. Сигурно тој државен испит нема да содржи прашања кои што се надвор од тоа што е поминато како знаење. И министерот Адеми мислам дека имаш изјава дека ќе биде даден на јавен увид еден цел корпус на прашања кои што ќе бидат на располагање на студентите. Предпоставувам дека тоа е повеќе се прави баук отколку што би било баук. Добре, не е само универзитетот Кирил и Методи државен и универзитетот во Тетово. Ве чуди ли целосниот молк што за оваа тема владе од условно речено студентите албанци, макар што не сака да ги дела на македонци и албанци? Па не ме чуди од проста причина што мислам дека световите се одвоени. Тоа се сосема различни ентитети кои што мислам дека и малку имаат допир. Интеракцијата, интерсекцијата на некакви програми
испојување на студентите верувам дека е блиску до нула. Секој си ја гледа на некој начин својата работа и мислам дека има прилично големо влијание политичките инфраструктури, партиските номенклатури кои што сакаат да влијаат врз студентите. Така што секои имаат одредени овака претходни позиции. Што значи дека буквално на некој начин и во иднина ќе останат одвоени. Не гледам начин како би се споиле за исто барање. Што го денунцира токму барањето на студентите, затоа што знаете што ако навистина е проблем некакво државно оценување и ако навистина е лошо изберен модел, тогаш сите студенти имаат интерес да учествуваат во тоа без разлика на нивната етничка припадност, да направат поголеми студентски иницијативи, да дебатираат меѓу себе и да се спротивстават или да излезат јавно пред целата македонска јавност или да излезат пред Министерството за образование или пред владата, да го соопштат ставот усогласен на студентите. Но мислам дека сме далеко од тоа. Тешко ќе биде. Да, деновиве прочитав неколку изјави на декани на неколку факултети, тие велат дека се подготвени да разговараат, да дебатираат, меѓутоа во моментот кога ќе видат готов документ, готов предлог од Министерството за образование. Сега професорите самите велат ние имаме морална должност да стоиме до нашите студенти. Ниту стоја до студентите, ниту пак им го пренесува својот став дека е добро прво да се види предлогот, за да се знае за што би се протестирало. Гледате ли тука некаков, ќе го наречем, обид за манипулација на студентите од страна на професорите во смисол ајде да ги истрчаме децава? Знаете што, има професори со политички определби кои што не ги кријат, политички активисти, опозициони и така натака. Тоа е едната работа. Втората работа, има логика во дел од изјавите затоа што они не можат да се произнесат за нешто што се уште не е дадено како конечен предлог. Само и премиерот и владата нагласија дека е процесот на прибирање на разни мислења од различни страни во општеството и на структурирање на предлогот. Она што е јасно назначено е дека треба да се подобри квалитетот на образованието. Нели? Знаете дека се финансираат програми за подобрување на знаењето, дека се стимулираат студенти да се упишат на 100 најдобри универзитети, дека се даваат стипендии. Значи, да ги гледаме, да ги погледнеме глобално потезите кои што ги влече владата во образованието. Тие се за подобрување на целиот образовен систем и за пронаоѓање на поединци кои што може и да се катапултираат во магистратури, во докторати, кои што еднаш како ќе го заокружат тој процес би биле навистина големи стручњаци за Македонија, за оваа држава. Така што ова е еден сет од мерки кои што да речеме само во делот на оваа мерка која што е најавена, некој проба да го киднапираат или да го претворат во чисто политичко прашање. Гледајќи веројатно можност од тоа да канализираат незадоволство и да предизвикаат чисто политичка дебата и политички проблеми. Затоа мислам дека ги оставија дечките да се организираат меѓу себе, но и така со мали примеси од вака позади од опозиционата СДСМ. Најдов на едно интересно размислување на професорката Ванковска, интервју за Телеграф, вели: не смееме да дозволиме да се, зборот што и вие го потребивте, да се киднапира ова движење, се мисли на студентскиот пленум, мора да се зачуваат секакви обиди за политичко или ЕНВО профитерство, а такви обиди, вели Ванковска, веќе има. Препознавате ли вие обид некој да се прикачи на овој бран на незадоволство на студентите и едно јасно изразено неполитичко барање да го употреби за своји сопствени политички потреби? Па да, видливо е. Видливо е ако ги погледате социјалните мрежи, ако погледнете однесувањето на левичарските портали. Видливо е дека се произведува од образовно прашање, тоа е образовна дилема која што се уште не е дефинирана. Нема јасна концепција до крај како ќе биде презентирана како предлог мерка, најавена е за дебата, меѓутоа дебатата се киднапира, се даваат политички примеси и се претвара во протест кој што ги поминува тие граници. Еве пример, интервјуто кое што го имав неделава, у кое што јасно нагласив дека треба да се гледаат со внимание и со симпатии сите студентски движења, протести и изразувања на мислење
кои што треба да бидат добре дојдени, пречекани топло и стимулирани, беше превртено дека ова станало политичко прашање кое што го денунцираат од страна на власт. Само за политички потреби на опозицијата. Така што јасно се измеша некои структури, оценувајќи дека ова е можеби можност да се земе тоа како општо изразено незадоволство, што мислам дека и самите студенти брзо ќе го сватат и ќе се дистанцираат од истото. Во тој правец ми последното прашање, имам уште 2-3 минути. Во студентскиот пленум последно е дека вела дека се подготвени да продолжат со протести доколку Министерството за образование не го повлече, значи не се откаже од идејата за тестирање, како што го нарекуваат они екстерно. Како очекувате понатаму да се манифестира расположението на студентите, откако стана јасно дека актуелните студенти нема да бидат подложени на државен испит? Дали тие ќе го следат својот, ако можам да го наречем, краткорочен интерес или и ќе спласне борбата против така нареченото екстерно, или има снага кај нив да се борат за некои идни генерации? Јас лично очекувам по изјавата на премиерот, каде што се појаснети многу работи дека ќе станува збор за подобрување на квалитетот на знаењето, мерка која што ќе ги подигне процесите во процесот на високо образование на повисоко ниво, да спласне тој елан да се расправат со таа мерка, но истовремено постои можност и гледам дека тоа најверојатно ќе оди натака, да се измешат што повеќе, односно да се вмешат што повеќе политички структури кои што ќе се кријат за студентите, да го интензивираат, ако можат, протестот генерално против политиките на владата. Но по објавувањето на ставот дека ќе имаме една подобра мерка за студентите и дека таа не ги засега, значи не е ретроактивна мерка, туку ќе биде во иднина, се соголува просторот и ќе бидат повидливи политичките импликации и мислам дека тоа ќе осватат студентите и до тоа ќе спласне се што е поврзано со протестот. Господин Петровски, ви благодарам за разговор. Благодарам за поканата. Почитувани го следевте неделното интервју на Радио Слободна Македонија. Јас сум Лазар Темелков и посакувам пријатно неделно попладне. Интервју со Лазар Темелков.